Здраво на сите и добро дојдовте на мојот канал. Ова е ново видео, нова рецензија во кој што ќе зборам за еден многу популарен роман, според кој беше снимен и неодамна и филм, кој што беше во трка за многу оскари и така натаму. Меѓутоа, пред да продолжам и да ги споделам моите впечатоци и да го одговорам прашањето што го има во насловот на видеото, да ве поканам да стиснете лайк на ова видео ако ви се допаѓа или subscribe на каналот ако ви се допаѓа содржината. Може да ме најдете на Instagram, на Facebook, таму објавувам почесто и може да ме поддржите преку опцијата Buy Me a Coffee или Buy Me a Book за мене. Линкот го има на YouTube каналот и на Facebook страницата. Романот за кој што сакам накратко да зборувам е Хамлет од Меги О'Ферел. И ова е роман кој што не само во македонските книжарници во оваа препознатлива корица, туку го среќавав во повеќе книжарници, на повеќе места, во оригинал, на англиски и очигледно се работи за бестселер, значи многу популарна книга. Меѓутоа сега тоа со бестселерите малку е некојаш знае да биде меч со две острици, значи не секојаш книга што се продава, значи дека има некаква литературна вредност или тежина. Значи не оди секојаш тоа едно со друго. Меѓутоа сега од кога не знам излезе филмот и на оној настан што беше со подравка и литература каде што имавме офлайн клуб каде што го модерирав тој настан, зборувавме за книги, оваа книга ја добив како подарок и си реков после доста фини критики, ајде ти му дадам шанса. Иначе го прочитав романот од Меги О'Ферел, потоа го гледав и филмот, ја спомнам нешто и за тоа. И во ова видео сакам да го одговорам прашањето дали Хамлет го оправдува хајпот или популарноста што е поврзана со овој роман од Меги О'Ферел. Меги О'Ферел е ирско-англиска писателка која што има објавено 9 романи, ако не се лажам, немам ништо друго прочитано од неа. Овој роман го издава во 2020 година, а овој превод на македонски од Игор Котевски, ова издание на Арс Ламина од 2021 година, значи многу бргу по издавањето го добиваме и овој превод. Доколку сте го прочитале описот на задната корица или можеби сте слушнале дека Хамлет нели па се работи за дел од животот на Вилијам Шекспир, па Хамлет нели неговото најпознато дело, трагедијата Хамлет. И може тоа или да ве привлече или да ве одбие, може да си кажете па не ми се чита сега за животот на Шекспир, не сум фан, или може да си кажете супер, баш сакам да читам нешто за Шекспир, меѓутоа ова не е реконструкција на животот на Шекспир, воопшто не е. Туку ова е една историска фикција во која што Меги О'Ферел си зема многу голема слобода и се обидува да пристапи на целата приказна и на животот на Шекспир од сосема поинаква перспектива. Со тоа што главни протагонисти тука се неговата сопруга Ен Хатауеј, а меѓутоа затоа што мислам дека во тестаментот на нејзиниот, ова вистина, на нејзиниот татко тој ја нарекува Агнес и таа тука во овој роман е Агнес. Значи од нејзина перспектива, значи се фокусира на нејзиниот живот, на живот нели на врската и на животот заедно со Шекспир, кој што воопшто не е именуван во романот, значи тој е туторот, најчесто наречен тука учителот и така натаму, меѓутоа не е ни драматург, ни Вилијам, ни Вил, ни ништо од тоа. Фокусот е на Агнес, на него и на нивните деца. И значи многу интересно функционира на почетокот приказната, оди наизменично. Гледаме дека тие двајца веќе имаат 3 деца, една ќерка Сузана и близнаци кои што се во тој момент Џудит и Хамлет, кои што се близнаци, се на 11 годишна возраст, а Хамлет и Хамлет во тоа време се имиња кои што се користат подеднакво и тоа е истото име, всушност две верзии на истото име. Шекспир се наоѓа во Лондон, таа работи во театар и прикажан ни е животот на оваа жена Агнес. Меѓутоа, во тој момент семејството поминува низ една сериозна криза, бубонската чума, болест во тоа време преовладува во Англија и во други места и нивниот син Хамлет умира на 11 годишна возраст и тоа е приказната е околу тоа, значи не е тоа некаков спойлер, тоа ќе го дознаете уште од самиот почеток. Меѓутоа, Меги О'Ферел ни прави ја шири приказната, враќајќи не назад преку флешбекови за тоа како оваа девојка Агнес запознава со овој млад човек кој што работи како тутор, им предава латински на нејзините браќа во нејзиниот дом. Меѓутоа, она што е интересно, уште на самиот почеток ќе видите дека
Агнес е прикажана на многу необичен начин. Таа реч се прикажана како една надри лекарка, значи која што може да ја како гледачка на иднината, значи таа може да има такво не знам, таква дарба да може да ја предвиди иднината, да гледа во иднината и гледаме како се развива нивната врска, меѓутоа сето тоа е неромантизирано, значи онака баш сирово, таа е прикажана како баш жена од природата и се смета дека незината мајка излегла еден ден од шумата и не знам се земала со незиниот татко и така натаму. Значи како е опишана оваа жена, Ен Хатауеј или Агнес, нормално тоа е интерпретација, слободна интерпретација на Меги О'Ферал. Меѓутоа односот со Вил е скроз соголена од некакво романтизирање на големиот бард или не знам како тоа е, гений некаков не. И Вилијам Шекспир е представен како баш најнормален човек, значи ќе се влюбат, се земаат и така натаму, имаат деца, меѓутоа тој е растргнат меѓу семејството, меѓу домот на неговиот татко кој што е опресивен спрема него и така натаму, е тежок човек и тој едноставно оди бара да ќе замине во Лондон и нели почнува таму да се занимава со театар и така натаму. Значи во основна тоа е приказната, значи 2/3 од романот, тој прв дел се развива оваа приказна за нивниот живот, за нивното влюбување, децата и така натаму, динамиките во домот. Меѓутоа во вториот дел кој што отприлика 1/3 или 1/4 од книгата и оди многу побавно, Меги О'Ферал се обидува да ја прикаже тагата и чувството на загуба низ која што поминува Агнес. И не само Агнес, и Вилијам Шекспир, и кој што кулминира со создавање на трагедијата Хамлет. Неколку години е напишана по смртта на нивниот син Хамлет. Сега, иако е ова многу едноставен заплет, значи многу интересен пристап на целата приказна, значи непретенциозен, неромантизиран, како што кажав, има поделени мислења, некои луѓе сметаат дека е бавна приказна, празна, дека нема ништо и така натаму, некои сметаат дека е ремек дело, дека е прекрасно напишана приказна. И се обидов да размислам во сето тоа како влијаеше на мене книгава, дали уживав додека читав, дали си заминав, дали ме остави со убаво чувство, ако не е важно дали книгата ќе ве остави со убаво чувство, меѓутоа како беше се вкупниот впечаток и имав борба во мене можеби додека читав и меѓутоа морам да кажам дека на крај сепак целокупното искуство беше позитивно и уживав во романот. И не, јас немам проблем со бавно раскажување, со бавноста во приказната. Напротив, мислам дека и не ми сметаше што Агнес е прикажана на таков начин, на некој начин како една дива жена која што е поврзана со природата, дури и кога ќе треба да се породи со првото дете, таа бега од дома и оди се пораѓа во шумата и така натаму. Значи многу интересен карактер. И бавноста не ми сметаше и напротив, мислам дека има една многу интересна, за мене уникатна атмосфера и во целата во таа бавност и во тоа бавно раскажување кое што мене ми се допадна и имаше на нота на можеби на малку на мистериозност или на мистичност во сето тоа и воопшто не ми сметаше и целата таа приказна со Шекспир како што всушност не е фокусот на неговото пишување на драмите, не се спомнати никакви драми, на крај Хамлета спомнат. Меѓутоа Шекспир е цело време во позадина. И сега после тоа го гледав и филмот ми се допадна како целина, знам и за филмот има поделени мислења, меѓутоа мислам дека визуално е супер замислен филмот, со тоа што на крај во книгата таа кулминација со драмата е многу покуса всушност. Меѓутоа во филмот се одало веројатно на таа карта тоа да одзима можеби една петина, една четвртина од филмот. Нели Лондон, финишот на приказната, сега не сакам да ви правам спойлери, ќе видите што прави Шекспир всушност преку Хамлет, преку таа трагедија и така натаму. Меѓутоа таму секако филмот визуелното секако по-драматично го доживав и по-емотивно. Има 2-3 сцени кои што се многу трогателни, одлично замислени во филмот. И во филмот мислам дека поуспешно е доловена таа внатрешна борба кај Шекспир, дека чувствува дека и носи нешто во себе, дека има некаков талент, има нешто што сака да го искаже, меѓутоа се фрустрира, значи
се чувствува, не знам, заглавен со бизнисот на татко му и така натаму. Го сака семејството, сака да биде посветен и тамо на некој начин добро доловено тоа дека на некој начин мора да излезе од таа средина за да излезе тој талент од него и нели за низ многу и тешки моменти и предизвици тој ќе стане тоа што е. Меѓутоа, ни самата книга и низ филмот го нема тоа чувство дека ова е Вилијам Шекспир, богот на трагедијата или како и да е. Во таа смисла е многу и наивна таа, мислам, и приказната и филмот се супер прикажани. Джеси Бакли, мислам дека се вика актерката, доби награда за најдобра женска улога, нели, доби Оскар за тоа. Сега на крајот би рекол има едно нешто, значи ми се допадна книгата, прочитете, а нема да сгрешите, значи може ќе ви се допадне, може нема да ви се допадне. Мене се вкупно ми се допадна пристапот, имаше добро чувство книгата. Меѓутоа има едно клучно прашање, а тоа е ова. Дали на ист начин ќе функционира приказната или би била успешна ако не е ова Вилијам Шекспир? Или ако не е позната личност за кој што знаеме дека се работи во оваа книга? Најверојатно одговорот е не. А со тоа, со самото тоа, ова го прави, му ја одзема силата на романот и силата на приказната. И мислам дека токму поради тоа што знаеме дека ова е Шекспир, неговото семејство, неговата жена, и дава магија на приказната. Инаку приказната само по себе, кога би го извадиле тој факт, нема да има истата сила. Ова го тврдам, ова е моје мислење, така што ќе ве оставам со овие две мисли. Не го одговорив прашањето. Дали Хамлет го оправдува хајпот и популарноста? Би рекол до некаде. Не е ова некакво ремек дело. Би рекол дека 75% го ја оправдува популарноста од 100. И второ, сепак мислам дека ако не е ова приказна за Вилијам Шекспир, и ако не е, ако не е поврзано со неговиот живот, мислам дека нема да го има истиот ефект. Така што тоа беше оно што сакав да го споделам за Хамлет, неколку мисли да одговорам за како беше моето искуство со читањето на оваа книга, гледањето на филмот, дали ги оправдува очекувањата или популарноста, тоа веќе го кажав. Чувајте си, се гледаме со наредното видео. Чао!